Проширувајќи ја познатата теорија на Милјанич за тоа дека тимот го надминал клубот или пак обратно, во моментната ситуација во спортот во Скопската котлина би можело да се преточи во теорија која вели публиката, односно навивачите од главниот град на Македонија, го надминаа и тоа многу квалитетот на спортот и тимовите во својот град. Атмосферата што комитите ја создаваа есеноска, па и оваа година на градскиот стадион, како и атмосферата во салата во градскиот парк при решавачките средби на работнички, е во рамките на сплитската торцида, во рамките на делиите, гробарите и сините лоши момчиња. Атмосфера потребна за голем натпревар. Нормално, во навивачките рефрени секаде, па и во Скопје има неприфатливи и искривоколчени пораки, но сето тоа во купот, барем во Скопје, е минималниот дел. За жал, таа создадена атмосфера нема свој пандан на терените, па така може оваа веќе традиција, создадена пред се заради успесите на Вардар во ова десетлетие, полека и да замре. Бидејќи тешко е да се верува дека може да се навива во пливањето, каде сега Македонија најголеми успеси. Ниту Кире Комита, ниту Наташа Војводка. Слично би било и во куглањето, коничкиот спорт и така натаму. Доведување значи до некоја поубава можност. Последните неуспеси во викендот зад нас на кошаркарите и фудбалерите ќе ги одделат комитите од трибините за подолго време. Неправда е тоа, зарем не?